Прво би сакал да ми го честитам на Фондацијата Отворено општество 20-годишниот јубилеј, со надежда дека ќе продолжат и понатаму да ја практикуваат ово што денес ни се овозможува, да бидеме во допир со книги кои што се објавуваат надвора, кои што за жал ние не можеме да ги имаме. Јас моето излагање го насловив "Децата меѓу политиката и хуманоста". Кога на Универзитетот Принстон програмата за елинистички студии ја најавила работилницата насловена како "Децата бегалци од граѓанската војна на Грција во Источна Европа, раселување, сеќавање и национален поредок на нештата", а како говорници биле Рики ван Бусхотен од Универзитетот на Тесалија и Лоринг Маденфорд од коледжот Бейтс во 2005 година, и таа програма била испратена електронски до Друштвото за модерни грчки студии, веднаш покренало лавина на телефонски јавувања до директорот на програмата за елинистички студии во Принстон. Биле обвинети за антиелинизам и за предавство. Рики ван Бусхотен била наречена лажга и пропагатор која словените ги нарекува македонци, а на Денфорд му се забранил пристап да му се забрани пристап до оделите за модерни грчки студии. А Николас Гејдж, авторот на Елени, бестселерот на Нью Йорк Таймс, ги обвинува Денфорд и Бусхотен за перверзна и нечесна ревизија на историјата што посрамоти десетици илјади деца и родители кои што страдаа од бруталната политика на комунистичките герилци. Реакцијата била насочена кон едно од најконтроверзните прашања на граѓанската војна во Грција, евакуацијата на 25.000 грчки и македонски деца од партизаните според програмата за евакуација на КПГ, донесена во раната пролет на 1948 година. Нивната крајна дестинација беа земјите од Источна Европа, каде што требаше да бидат згрижени и да го продолжат своето школување, додека безбедно не се вратат во своите домови по завршувањето на војната. Оправдувањето за превземената акција, според Комунистичката партија, било од хуманитарни причини, но префрлањето на децата од борбените зони им одговараше на нивните политички и војни интереси. Со нивното заминување останаа помалку цивили за хранење, а жените, ослободени од одговорноста да се грижат за децата, можеа лесно да се мобилизираат и да и се придружат на партизанската кауза. Но она што беше трагично беше фактот, како што забележуваат и самите автори, што некои од евакуираните деца беа враќани назад во Грција за да се борат во редовите на демократската армија, контролирана од комунистите. Но треба да се има предвид и фактот што на оваа акција на Комунистичката партија се спроведе и акција од страна на грчката влада, предводена лично од страна на грчката кралица. Под нејзина закрила 18.000 деца од Северна Грција биле сместени во детските домови лоцирани во градовите и градчињата низ цела Грција. Во 1950 година повеќето од тие домови биле затворени, а мнозинството деца вратени во своите родни села. Заедничко и за децата евакуирани во Источна Европа и децата кои што биле евакуирани од кралицата е тоа што едните и другите беа сместени во институции што беа многу слични, иако биле водени од диаметрално спротивставени политички идеологии. Додека повеќето од децата евакуирани во детските домови во Грција прилично брзо се вратиле дома, децата кои беа евакуирани во Источна Европа останаа во странство подолг временски период. Многу од нив никогаш не се вратија дома. И едните и другите поминале низ ужасните страдања што биле одделени од своите семејства. Почитувани, повеќе од 7 децении од случувањата поврзани со граѓанската војна во Грција 46-49 година, останува впечатокот дека овој особено трагичен настан не го добил потребното заслужено внимание од страна на историчарите. За волја на вистината, присутна е научна и публицистичка литература, во која се вложени сериозни напори за да се дадат одговори на многобројните прашања што произлегуваат од комплексноста на овој настан. Но сепак, се уште се чувствува забележлив недостаток на повеќе компоненти за негова целосна демистификација. Секој што се занимавал со проучување на историјата на граѓанската војна во Грција се соочил со еден непобеден факт, односно дека станува збор за еден исклучително сложен историографски проблем кој што изискува опшезни научни истражувања и тоа на повеќе нивоа. Оваа констатација на авторите на книгата секако добива на тежина ако се земе предвид пред се она што веќе прозвучува како дефиниција за овој настан,
односно дека граѓанската војна во Грција е продукт на судирот на внатрешните, регионалните и меѓународните сили.